Почетниот успех на Брегалница со Охрид не е случаен, туку е само потврда на добрата игра и соработнички во Скопје, кога Брегалница имаше водство до 80-та минута, но на крајот сепак нестрекно загуби. Поразот од напредок е од психолошки карактер, што до некаде се надополни со бодот освоен против Ренова. Во периодот што следи, Брегалница ќе игра решавачка улога, емо околу својот пласман, емо околу замршувањето на сметките на останатите клубови. Не е се уште комплетна Брегалница, се очекува лиценцата, сертификатот за едниот од српските фудбалери кој што дојде Александар Ивановиќ. Се надеваме секој ден дека ќе се добие сертификатот. Лази Илиев се врати во старото јато, сега барам и овде административно да се забрза времето во кое што ќе дојде, ќе му има право да игра. Најави Горан Здравков враќање од Шведска. Мислам дека за 2-3 кола Брегалница ќе биде тим кај кој што нема да доаѓаат тимовите со желба за победа, туку едноставно секој оној кој што ќе освои бод на штипскиот терен ќе биде пресреќен, бидејќи мислам дека објективно Брегалница оваа година ќе биде доста силна. Брегалница може да се пофали со одлична посетеност. За добар фудбал вреди да се плати, но особено значено е во Брегалница и да се инвестира. Нема во Штип некоја таква традиција, меѓутоа мораме да ја направиме таа традиција. Картата од 50 дена кој што беше минатата година вистина беше да може да кажеме индиректно понижувачка за еден прволигашки тим. Ако сакаме да гледаме квалитетен фудбал, ако сакаме да постигнуваме резултати, сепак треба да знаеме дека тоа е нешто кое што чини и картата од 100 денари е најниска во Македонија, се уште нема ниту едно место каде што има пониска карта од ова. Навивачите во Штип сакаат победи. Сакаат конечно еднаш да го победат Вардар во Штип, да го победат Металург, да го победат Работнички, а се надевам дека оваа година тоа ќе се оствари. Кај нас е целта да Брегалница ја поставиме на здрави нозе и она недоверба на инвеститорите во градот и пошироко дека во Брегалница е само дупка без дно, како што се вели дека се трошат пари, не е дека едноставно не е така. Брегалница е клуб кој што може да биде многу добар професионален фудбалски клуб во кој што може да се создаваат фудбалери, во кој што ќе се препознаваат млади таленти, кои што можеби ќе имаат трансфери во едно време и Брегалница ќе има опстанок, финансиски опстанок на тој начин што ќе ги добија средствата од трансфери на фудбалери. Секаде во светот фудбалот е бизнис. Меѓутоа, ние треба да фрлиме мамет, што би се рекло, за да може бизнисмен да дојде да инвестира во Брегалница, бидејќи Брегалница ја се гледам чисто како инвестиција во која што може да биде гордост на градот, меѓутоа може да биде и гордост на некои идни инвеститори кои што би можеле преку Брегалница да остваруваат добивка. Штипени го сакаат фудбалот, лути се кога не им оди на своите миленици, честопати знаат и да подвигнат. Но горди се кога крајот го краси делото, а тога знаат со громогласен аплауз тоа и да го наградат. Како и да е, добро е кога вакви настани се случуваат на стартот на првенството, за да веднаш се проанализира, брзо се реагира и да се неутрализира. Брегалница, да не забораваме, влегува во година на јубилеј, 90 години од формирањето, што е обврска плюс за генерацијата што токму сега го носат и ги бранат боите на плавиот дрес.